Благодарам. Почитувана Маја, пред 3 минути гласавте да биде разрешена жена министер, вие лично, заради тоа што имала останата табла во своето министерство Република Македонија и сега излегувате да зборувате за жени да имало на листите. Ма немој, молим те. Пред 3 минути вие лично гласавте да се разреши жена. Вие жалите за изборниот законник, вие жалите за застапеноста на жените, вие жалите за екологијата, вие жалите за аерозагадувањето во Македонија, се понашате како да сте невладина организација, а сите криминални закони на оваа власт ги гласат. И сте дел од мнозинство. 80 пратеници. Ние сме ви криви. Како тоа све си минете? Криминални закони, вие си гласате за све, Маја, гласате за разрешување на министерка во 4 саат Сабајле, зашто имало од претходниот министер останато табла и сега викате многу ми е жал. Како бе, Маја, многу ти е жал? За екологијата ти е жал, за загадувањето во Скопје ти е жал, за загадувањето во Битола ти е жал. Пратеник си од власт или невладина организација? Што се лаже? Што се лаже? Треба да се соочиме малкуцка вака како луѓе. Вие, господјо Маја Морачани, учествувате во гласање на сите криминални закони на оваа власт. Нема што да се жалите. Тропнете им намаса и кажете им, дом има приоритети. Ако се тие што ги кажувате јавно, може би имате некои што не ги кажувате јавно. Може си ги работите за некои други интереси позади сцена. Ама ништо од ова што вие велите дека ви е жал, не успеавте да го реализирате, освен да кажете дека ви е жал. И конечно, господине Талат Џафери, сношти, може и времето, пошто малци и така. Сношти, вие кажавте дека ќе работиме до распуштање, без прекин до крај. Во собранието, на последното гласање, видовме дека има 88 присутни пратеници. Ве молам, бар последниот ден да си стоите на зборот, да не си одиме дома додека не се распуштиме. Сите точки што ги имате за гласање, ве молам, ставете ги на гласање, да изгласаме све и да се распуштиме, како што сами кажавте синоќа, дека нема да си одиме додека не се распуштиме. Ке заврши оваа дискусија, господине Џафери, има уште еден-два закони да се изгласаат и во 5 Сабајле да го распуштиме собранието. Имате доволно пратеници во собранието, 88 присутни, нека се произнесат каква одлука ќе донесат, таква. Немојте последниот ден Благодарам. зборот и да не пратите да спиеме во 6 Сабајле, кога нормалните луѓе стануваат од спиење. Благодарам.